кој што ни го дава косторот на една веб страна, односно самата структура на самата веб страна. Понатаму одиме со CSS, со кој што го стилизираме и визуелно го прикажуваме нашиот вебсайт пред самите корисници и целата интеракција. Да, се извинувам. Во ред, не е проблем. И додека самата интеракција на самиот вебсайт ни го дава програмскиот јазик JavaScript. Доколку одиме слайд по слайд и доколку одиме вака технички постојано на самото предавање, веројатно дека на сите многу брзо ќе ви се досади самото предавање и веројатно ништо нема да запамтите од самото, така што јас би одел со принцип како одиме дел по дел на самата презентација, истото и визуелно да го гледам. Така што веројатно дека HTML е структура на една веб страна дека е HTML, пак ќе се повторам CSS визуелно и JavaScript интеракција, веројатно ништо не ви значи, особено за оние што прв пат го слушате нештото, така што можеме да отвориме Creative Hub МК и овде да пробаме да разбереме што значи структура и костор на самата веб страна, споредбено со, како што рековме, стил визуелен преглед на самата веб страна и самата интеракција. Ова е хоумпејџот на Creative Hub и овде десно со самиот маус ќе влезам во инспект на самата веб страна и инспект е прв пријател на секој веб девелопер. Преку инспект можеме да отвориме и да овој инспект ќе го ставам, овој инспект прозорец ќе го ставам да го гледаме целосно. Само да го намалам ова момент. Еве сме. Добро, и ова не ни треба. Преку инспект, доколку со десен клик инспект го отворите, ќе притиснете, ќе ви се отвори ова прозорче каде што можете, каде што веќе сте навигирани во некој Developer Tools таб, кој што го има на секој еден веб браузер и во истиот имаме неколку таба горе, кој што денес главен таб ќе не биде Elements и истиот автоматски ви се отвара. И преку овој можеме да отвараме ние како девелопери, да отвараме и да гледаме детали за самиот вебсайт. Овде во head делот, сега ќе одам малку побрзо, меѓутоа ќе се фокусираме ние повторно на самото предавање, постојано ќе ги отвараме овие прозорци и ќе ви станат многу појасни. Ќе го исклучам, ајде да кажам, целиот стил. Може и hide или ајде нека биде delete, сите фонтови, целиот bootstrap, се што има поврзано со стил, рачно ќе го избришам. Вака би изгледал вебсајтот на Creative Hub доколку е изработен само во HTML и нема никаков стил на него. Така што HTML ни дава една основна структура на самиот вебсайт, односно само ги подредуваме самите елементи низ истиот. Доколку би бил изработен само во HTML, би изгледал вака доста чудно, можем да кажем, истиот и би немал никаков ред, ни па воопшто би можеле да сватиме што сака да ни кажат со оваа веб страна самите во овој момент Creative Hub, така што HTML ни дава структурата. Односно, на еден начин, ајде да кажем поедноставно, ги редиме сите елементи на самата веб страна. Принципот на работа не одиме
целиот HTML да се запише, па потоа врз него да работиме, врз него да додаваме стилови, туку баш напротив би го направиле може би само хедерот, сега од кога ќе рефреширам ќе ми се врати нормално страната, односно CSS е она што го стилизира, оној дел кој што го стилизира самата веб страна, и доколку рефреширам, сега веќе истите промени беа направени само локално на мојата страна. И самиот CSS ни прави оваа разлика од пред тоа само со HTML што ја гледав истата. Напротив, постојано се работи паралелно HTML и CSS, односно доколку би сакале да го направиме овој навбар овде, првично би додале неколку HTML елементи за истите да ги подредиме едно под друго, и понатаму со CSS би ги стилизирале истите, односно би кажале овој пасус овде successful careers made possible да не биде од лева страна, додека самиот телефон да не дојде од десна. Истото би го обоиле во плава позадина и понатаму би продолжиле со нов ред во кој што Creative Hub логото би го ставиле од лева страна, од десна страна би ги ставиле самите менија за академија, за кариера и за избор на јазик на истата веб страна. Понатаму надоле би се работело на истиот принцип, целосни стипендии, некоја убава плава позадина овде која што ќе ни прелива на самата позадина. И практично разликата помеѓу HTML и CSS е HTML, пак ќе се повторам, на еден начин ги подредуваме самите елементи, додека со CSS ги стилизираме истите. И тоа е првите два дела од самиот слайд овде што видовме. Имаме уште еден дел JavaScript. HTML и CSS дефинитивно е делот каде што им е поинтересен и полесен на самите студенти да го учат, бидејќи па можам слободно јас да кажам дека е доста полесен од JavaScript, и HTML и CSS ни е како првата третина од самата академија, додека JavaScript ни е втората третина. И како што кажува и самата презентација, додаваме интерактивност на самата веб страна. Односно, доколку сакаме конкретно оваа веб страна овде изгледа исто за сите корисници. Односно, доколку јас ја отворам од мојот компјутер и сите колку сте 17 овде на самото предавање и отворите Creative Hub МК, сите ќе го видите истиот скрин. JavaScript би ни помогнало доколку сакаме да ја направиме динамична страната, односно што значи динамична, различни информации, различен контент да гледаме на сите 17 луѓе. Односно, во кој случај би гледале различен контент, тоа е, па еве ќе ги земам најпознатите, ќе го земам за пример Facebook, Instagram, секој мејлот, самиот мејл што си го отвараме секој ден, односно се она што е, ајде да ги кажем, оние страни за почеток, за најлесно ме сватите, дека се сите оние веб страни каде што можете, еве замислете да се логирате. Така на Facebook се логирате со својот имейл, својот пасворд, и сите 17 луѓе сега доколку се логираме ќе видиме различен хоумпејдж. Тоа ни го возможува самиот JavaScript програмски јазик. Поголемиот дел од Facebook еве за пример е куцан во React и JavaScript, она што се изучува и на самата академија кај нас. Така што HTML и CSS не е доволен да направиме ваков тип на веб страна каде што нема да имаме различен контент за самите корисници. Воспротивно со JavaScript, каде што се што би сакале динамично и интерактивно, односно и самите овие кликови што ги гледаме овде, на клик да ми се отвори самиот дропдаун, потоа да го изгубам. Ајде да видиме што имаме, ајде на фронтенд дали има нешто.
Да ми се појави самиот курс овде, па на X да можам да го исклучам. Тоа ми го возможува JavaScript, ова ми го возможува JavaScript повторно да го исклучам. И понатаму со самиот програмски јазик и оваа форма на еден начин овде е изработена, односно кога ќе запишам мој лични податоци овде, Никола, имейл, телефонски број, да со една рекепча да прикажем овде дека не се работи за некој напад или некој робот, односно да не може некој да ни прати наеднаш, ајде да кажам, десетијади имења со исто име, па да сака да ни наштети на самата веб страна и на самата датабаза. JavaScript ни овозможува да ги земе сите полиња, да ги земеме практично, велам, да ги земеме ние како девелопери сите податоци од самите полиња и да ги испратиме до каде што треба истите да се зачуваат и да понатаму самиот тим на Creative Hub да може да ги контактира истите корисници и да на еден начин да има успешна веб страна. Така што се што е на еден начин интерактивно, односно секаде каде што имате работа со податоци, различен контент каде што сакате да прикажете, се што ви мрда на еден начин на самата веб страна, самите анимации, дел може да се направат со CSS, меѓутоа и поголемиот дел се прават и со JavaScript. Не ги овозможува самиот програмски јазик. Понатаму можеме да продолжиме со зошто фронтенд програмирањето и воопшто е битно и зошто мислиме дека и кои се бенефитите од самата кариера. Прво нешто е постојана голема побарувачка за девелопери. Може би постојано гледате некои румори, да ги кажам, и некои неточни вести дека има па нема побарувачка за девелопери, па сплавна побарувачката и не. Може би на светско ниво има некои поместувања, дефинитивно. Меѓутоа сега со сигурност можам да кажам дека се повеќе од ден на ден истото се нормализира и се става во една права насока повторно како што беше. Истото ни го направи и самото AI и самата вештачка интелигенција, дека со, не знам, 2 реклами дека AI може да ни направи вебсайт за 2 минути, самата побарувачка ќе опадне и слично. Напротив, постојано има побарувачка за девелопери и секогаш ќе има. Односно, да, може би за некој едноставен вебсайт, дефинитивно истата побарувачка паѓа и истата е никогаш, да бидам искрен, не се барале девелопери кои што можат да изработат на едноставен вебсайт. Мислам дека истите се изгубени од самата побарувачка, уште од самиот WordPress кога започна. Тоа е некој 2012-2013 година, така што некој 3-14 години дефинитивно. Не зборуваме за изработка на едноставни вебсајтови, каде што имате неколку информации за дали е тоа самата фирма, дали е самиот бизнес и слично. Туку напротив, постојана побарувачка за работа каде што ќе работите сериозна работа како веб девелопери, односно ќе се изработуваат веб апликации кои што се доста комплексни, каде што си има некоја, ајде да кажем, хиерархија на девелопери на истата, каде што вие нема веднаш да бидете пуштени во огинот и ќе се очекува од вас, ајде да кажем, Facebook да го изработите или нешто слично, туку баш напротив, во самата професија ќе влезете како почетници, па понатаму ќе се само да градувате во се подобри веб девелопери. Да се вратиме на самата точка, односно постојана побарувачка за девелопери дефинитивно има. Доколку да не биде само еви на моите зборови, слободно отворете LinkedIn, де нешто што дефинитивно можете лесно го проверите и ќе сами можете да се уверите на висината на самата
на самата поверувачка, односно колку огласи има за веб девелопери секојдневно. Втората точка ни е дека самата професија ни носи еден микс од креација и технологија, односно доколку сакате во исто време да бидете креативни, односно креативни ќе бидете од страна од аспект на пишување код, и доколку сте заинтересирани за постојано да учите нови технологии, тогаш самата професија е дефинитивно за вас. Што значи да учите постојано? Ова не е професија која што вие ќе учите година дена кај нас на академијата, од утре ќе се вработите и наредните 20 години постојано сте завршиле вие со учење и понатаму едноставно ќе се ослоните само на знаењето од оваа година. Напротив, една година во Creative Hub ќе ви ја донесе основата за да влезете во самите води на веб програмирањето, а понатаму, еве јас со преку 5 годишно искуство се уште се осеќам дека имам доста простор за учење и за напредок, особено дека самиот веб се дели на фронтенд и бекенд, па понатаму може да растете и како full stack програмери, односно сами да изработувате и датабази и работа со податоци и така натаму. Така што ова е професија за оние што би сакале цел живот да учат на еден начин. Дефинитивно нема да биде, сега да не споредам со некоја професија, нема да биде една година учам, завршувам и наредните 20 години го работам истото секојдневно, баш напротив, еве и со самото AI, колку работи се поместија за неполни 2 до 3 години, а да не се навратиме од, не знам, 2008, 2009, 2012, замислете, некој што во тоа време бил најдобар на светот, веб девелопер, и кој што изработувал најдобрите веб страници од 2013, ќе се осмелам да кажам, сега во 2025 истиот е веројатно не би платил за него некој ни $100 за изработка на вебсайт. Така што доколку останал тој некој најдобар во 2013 за истото знаење и доколку не напредувал во самата професија, а самата професија ти налага да постојано да учиш и да осознаваш нови работи, дефинитивно истиот би едноставно би застанал со времето и не би можел да расте како веб девелопер. Трета точка ни е flexible work options, односно многу луѓе се пронаоѓаат во нештото дека можат да работат и од дома истото, и дека можат од канцеларија, додека можете со истото да си го направите еден баланс на самата работна средина. И се повеќе фирми дефинитивно, особено после короната, се повеќе фирми го возможуваат ова и се повеќе огласи има каде што ние сме дефинитивно мала држава, меѓутоа со надворешни компании е дефинитивно многу поголем момент дека се фокусираат на ремонт работа, меѓутоа дури има и примери. Вчера видов оглас за фирма од Битола која што нуди опција за работа од канцеларија доколку сте од Битола, меѓутоа доколку сте од надвор нудат опции за ремонт. Ете и кај нас, што сме мала држава, нели, што е сегде не повеќе од 2 часа низ главните градови да се отиде, повторно тие услови нудат, не знам, самите фирми да можат да си дозволат поквалитетен кадар, а да не се фокусираат само од местото каде што можат да возможат и канцелари. Можности за растење, па ова го опфативме со втората точка, каде што можете понатаму не само како фронтенд веб девелопери да растете, туку имате опција и за со самата работа, можеби ќе ве заинтересира и дизајн, па да сакате да си издизајнирате самата веб страна, па потоа истата да искуцате. Ќе се навратам пак и на бекендот, кој што е уште една втора гранка во самото веб програмирање. Значи, самото веб програмирање се дели на фронтенд и бекенд. Понатаму, доколку се осеќате дека веќе сте научиле се од фронтенд програмирањето и сакате да растете, дефинитивно ќе ви биде веќе многу полесно со неколку години искуство да навлезете и во бекенд програмирањето и да бидете уште подобар
продукт за самиот пазар и за самите фирми. Кои скил се учат низ нашата академија? Ајде на кратко ќе ги поминеме сите. HTML и CSS веќе навлеговме кратко што ни дава на самата веб страна, и ова е прво нешто каде што се запознават. Може би ајде да кажам и второ, започнуваме на самата академија буквално од нула, од како функционира самиот интернет и што се случува кога јас ќе пишам Creative Hub MK или кога ќе пишам google.com, како воопшто мојот браузер ја отвара веб страната, што се случува позадински, односно од каде се црпат самите информации за мене воопшто да ми се појави еден вебсайт на мојот екран. Започнуваме од таму, па потоа продолжуваме со најосновниот HTML и CSS, бидејќи костурот на една веб страна не може нели еден веб девелопер да не го знае. Ова се учи некој заедно со напреден CSS се учи отприлика 3 месеци. Овде ми е испуштено во самата презентација и Bootstrap, меѓутоа веројатно фокусот е на напреден CSS, односно напредно визуелно прикажување на страните. И овде го имате и самиот прв проект на академијата. Завршуваме со првиот проект и продолжуваме со JavaScript. Веќе до овој момент вие сте 3 месеци на академијата, имате изработено преку 20-30 домашни задачи заедно со нели вежби на самите часови, вежби за време на самите викенди. Го изработувате првиот проект и можам да кажам дека имате на еден начин самодоверба веќе дека можете да градите веб страници. Понатаму продолжуваме со првиот момент, односно прво соочување со програмски јазик, а тоа е JavaScript, каде што дефинитивно се фокусираме да не одиме брзо, туку да одиме многу полеко овде со самиот програмски јазик, бидејќи споредбено со HTML и CSS дефинитивно е позахтевно за учење и подруг пристап на учење има. Лево со HTML и CSS постојано, не знам, куцате, да кажам, 1000 до 2000 реда код, самиот проект крајен можеби ќе ви биде и еве нека ви биде 2000, да не претераме линии код, додека со JavaScript гледаме да се фокусираме што е можно помалце код да пишуваме, а поефективен. Односно, тоа што сме го правеле пред тоа со HTML и CSS можеби со 200 реда код, со JavaScript со конкретен код од една функција со 5 реда код, можеме истиот код од 200 линии овде да го добиеме во JavaScript со 5 линии код. Односно, но овде веќе почињеме да се учиме што е стварно програмирањето и што е самиот програмски јазик. HTML и CSS не се програмски јазици, додека JavaScript ни спаѓа во самите програмски јазици. Завршуваме со JavaScript и понатаму овде завршуваме, можеби грешно се изразив, завршуваме со самиот модул JavaScript. Овде го имате и вториот проект кој што е прилично захтевен, да кажам, и продолжувате со React. React е нешто што е библиотека на самиот програмски јазик. Што значи тоа? Многу работи каде што сме одели пешки пред тоа со JavaScript ги имаме готови во React, меѓутоа мора да се изоди патот пешки за потоа во React да ни бидат јасни многу од работите. Односно, React е повторно библиотека на JavaScript, односно самиот React се состои од програмскиот јазик JavaScript, така што се многу тесно поврзани еден со друг. Односно, без JavaScript не можете да учите React. И React е последниот модул, односно последната третина од од самата академија. Доле ги имаме version control, responsive design и soft skills. Овие три, version control можеби го испуштив и се учи после пред самиот JavaScript,
и овде се учиме како да ги прикачуваме нашите проекти на Git. Git на најпросто и наједноставно за да ме разберете е нешто како Facebook за девелопери, односно простор каде што вие можете да си направите профил и можете да си го прикачите вашиот код и истиот ќе можам јас да го отворам, ќе може било кој од вас да го отвори, додека секако нели доколку испратиме линк до истиот профил и наједноставно да се каже можеби Facebook за девелопери дефинитивно. И место каде што мојот код ќе можам да пристапам во секој момент, односно нема да се ослонам само на мојот лаптоп. Еве во моментов можеби со самиот лаптоп од работата сум си опишал, еве прост пример, нели си одам со можеби со автобус. Доколку го изгубам самиот лаптоп, тоа ќе значи дека сум ги изгубил сите проекти внатре што се состојат во мојот лаптоп, или доколку некој можеби го украде или сака да наштети, или па на крајот од денот не знам не си истурила чаша вода па се настал некој спој, потоа не можеме да го вратиме и некои слични работи. Version control, односно Git, ние просторот и местото каде што од секој компјутер и секој девајс ќе можеме ние да пристапиме до нашиот код, односно откако ќе се деси еве проблем со самиот лаптоп, јас од било кој друг, кога ќе се најавам со мојот профил, ќе можам повторно да имам пристап до сите мои проекти. Заедно со колегите напоредно што работат со мене и така натаму. Responsive design се подразбира дека нашите веб страни и веб апликации што ќе ги правиме ќе треба да имаат добар изглед за сите девајси, односно истата веб страна за фронтенд што ќе отвориме, не правиме посебна за мобилен, не правиме посебна за таблет или посебна за поголем екран, помал екран и така натаму. Напротив, имаме само една веб страна која што ја оптимизираме да биде добро, да има добар user experience, односно да биде со добар изглед на сите девајси, односно помал поголем, нели самите телефони веќе си имаат поголеми екрани, помали екрани, ние се фокусираме буквално на секој еден, дали ќе отвориме со не знам кој е сега најголем од Samsung, кој има најголем екран, до самиот најмал, не ме фаќите за збор, не знам кој има во моментов најмал екран од самите телефони, на сите екрани, таблет и така натаму, истата веб страна да биде респондивна. Soft skill дефинитивно низ целата година ќе ги добиете, односно problem solving, teamwork и communication skills. Ќе имаме и часови кои што ќе се одржуваат во Creative Hub, во самите простори, ќе треба вие да си помогнете помеѓу себе, да не биде постојано, не знам на еден начин да ме прашувате мене, туку тоа ќе биде еднаш до два пати максимум во месецот, каде што фокусот ќе биде вие да си помогнете помеѓу себе, односно дел од вас ќе бидат можеби подобри во CSS, дел од вас ќе бидат подобри во JavaScript, па сето тоа кога ќе го споите, да излезе еден добар продукт после самите вежби. Односно да е на начин и постојано и на самото работно место се случува тоа, нели никој не е експерт во секоја извинете, никој не е експерт во секоја област, туку баш напротив, помагањето на едни со други не прави подобри. Зошто да го одберете Creative Hub? Овде дефинитивно и Лео ги обрна внимание на овој слайд, така што не би се задржувал многу, освен дека имаме самите проекти кои што се базирани на како ги изработувате, така и учите од самите. Дефинитивно можете да се осврнете кон Лео откако ќе заврши самото предавање, да видите примери од истите и на кој начин се изработуваат и слични детали. Самите инструктори, нели самите предавачи, овде не би сакал нели нешто лично
да се фалам, меѓутоа се дефинитивно заедно и сите мои колеги дефинитивно имаат доста искуство во самата индустрија. Имате помош при вработување и едно цело комјунити кое што ќе го имате за секогаш. Односно, јас до ден денес имам комуникација со студенти од пред 3 години, поставуваат прашања, ме прашуваат за мислење, за спремање за интервју и слично или на крајот од денот и ќе се видиме некаде случајно, па ќе се задржиме некои 10-15 минути на разговор, чисто за ете до каде се, некој совет можеби и слично. Така што самото комјунити е дефинитивно многу голем бенефит. Кој е кариерниот пат во самиот фронтенд? Entry level позиција е дефинитивно нешто што ќе барате по самата академија. Односно, доста луѓе прават грешка и што воопшто размислуваат дека, не знам, со една година веќе они ќе бидат експерти во самата дејност и со неколку месеци напорен труд веројатно во не постои професија каде што вие ќе станете експерти. Во било која област да ја земеме, од најосновно, не знам, нека биде од земјоделство па еве до IT, дефинитивно не постои таква професија каде што се знаели би биле спремни на секој предизвик, со неколку месеци, мислам, еве нека биде и година. Самото искуство за секоја професија си го носи квалитетот, односно после самата академија вие ќе бидете спремни за entry level позиции. Односно и самата фирма што ќе ве вработи ќе биде свесна за вашите знаења дека вие сте entry level, односно junior front-end developer и дека пред вас е цел пат кој што треба да го поминете за понатаму да станете mid-level developer. Mid-level, овде е запишано дека ќе работите со фреймворк како React или Angular, заедно со APIs, ова го минеме на самата академија. Меѓутоа, дефинитивно треба многу искуство, едни добри 2 до 3 години искуство како junior, па за да стигнете до mid-level developer, односно, да, ние минеме и сакам да кажам негативни сценарија каде што би имале намерно правиме грешки, да кажам, самите предавачи за да научите од самите грешки најдобро се учи, меѓутоа понатаму кога ќе бидете стварно во една канцеларија каде што постојано ќе се соочувате со проблеми и ќе треба истите да ги решите, самото искуство ќе ве научи многу, потоа истите проблеми многу полесно ќе ги надминувате и после добри 5, 6, 7 години вие веќе сте сениори и овде веќе можете да можеби да бидете тим лид во некоја фирма, каде што ќе имате десетина девелопери кои што во секое време што и да ве прашаат, нели, вие би знаеле, би можеле да им помогнете, да менторирате, да решавате покомплексни таскови и така натаму. Секако ова не е фиксно, вие можете и за 2 години искуство, доколку имате пренабиена агенда и доколку премногу се фокусирате на нештото, за 2, 3, 4 години, меѓутоа 3-4 да станете сениор, далеко од тоа дека не, и нема некои правила баш по кои што точно вие од третата година веќе сте мид или од седмата сте сениор и така натаму. Туку самото искуство на самите проекти и тежината на самите проекти ќе ве наведе, вие самите ќе знаете по себе дали во кој ранг на девелопери спаѓате. Можете да работите и да работите на минимални едноставни проекти 10 години, вие повторно ќе бидете јуниор. Доколку работите 10 години, не знам, најосновни веб страни, најосновни веб страни, вие повторно ќе бидете јуниор. Ништо нема да донесат ново нешто тие 10 години доколку постојано стагнирате со знаењето. Така што тој е еден кариерен пат што дефинитивно мора да се помине за да се стигне до овој сениор фронтенд девелопер. Овде ми се чини веќе дека можеме да започнеме со самото креирање, да.
Би дал кратка пауза овде, некоја 5-6 минути, па може да продолжиме да искуцаме некој едноставен код, да видиме како ќе се снајдете во истиот и е, би продолжиле за некои 5 до 6 минути, една кратка пауза. Пред да го направиме пауза, дали има некои прашања за ова што го зборував до сега? Било како. Океј, дечки, правиме една кратка пауза од 5-6 минути и продолжуваме.
Во ред, дечки, ако ме слушате, ако повторно е се окей, може да продолжиме со пишувањето на првиот ваш код. Ќе започнеме со семењање на код едитор, односно код едитор е нешто во кое што пишуваме и кое што не го претвара нашиот код во визуелна веб страна, односно како пишуваме, постојано визуелно ги гледаме самите промени на нашиот компјутер. Има повеќе, обрнуваме внимание повеќе на самите предавања на какви типови на код едитор има, односно на крајот од денот код едиторите ни се горе-доле иста, ни вршат истата работа, на горе-доле туку идентична работа ни вршат, и разликата е самото визуелно како ни се подредени алатките во самиот код едитор. Ние за денешното предавање ќе користиме Visual Studio Code. Јас искрено го користам од кога сум започнал со самото кодирање, постојано кодирам во Visual Studio Code. Навикнат сум на него и дефинитивно мислам дека убедливо и најкористен. Започнуваме на самата академија со друг код едитор, меѓутоа денес за потребите на самото предавање ќе го искористиме Visual Studio Code, меѓутоа сега за кратко ќе видите зошто ќе користиме на самите предавања друг, а зошто денес ќе ни помогне многу. Во чат ќе го испратам самиот линк до Visual Studio Code. Се што треба да направите е на почетната страна да го симнете за Windows. За оние кои што сте на Windows, доколку има некој што е на другите платформи, дали е на iOS или дали е на Mac или може би е некој на Ubuntu, овде ги имате и другите линкови за инсталација файл. Понатаму се што треба да направите е да го притиснете да го отворите самиот файл и внатре постојано како не знам најобичен програм секој еден што го инсталирате на вашиот компјутер, имате неколку чекори next. Finish би ве запрашало каде сакате, дали сакате да зачувате шорткат на десктоп и толку се чекорите. Нема ништо не знам комплицирано во самата инсталација, туку како најосновен програм секој еден што го инсталирате на вашиот компјутер и Visual Studio Code. Ќе ви дадам време неколку минути да го симнете и да го инсталирате, па потоа ќе започнеме со самото кодирање. И секако некој доколку не успее, слободно нека се одмутира или нека не пише во чат и ќе видиме во што е проблемот. Може дечки првиот што ќе успее да имам барем некоја кратка ориентација, да не пише или да се однотира, па потоа да
да дадеме уште кратко време за останатите, барем да имам ориентација еден дека успеал да го инсталира. Јас го имам симулација. Сега во моментов или го имаш од пред тоа? Како? Не го слушам. Не, дали го имаше во компјутерот од пред тоа самиот Visual Studio или сега успеа? Добро, Го имам од пред тоа. Океј. Океј, Магдалена, сим успешно. Може да започнеме или слободно некој нека ме прекина доколку неуспешно го инсталирал. Меѓутоа верувам дека сите успешно го имате, бидејќи е доста едноставна самата инсталација, нели како што кажав, како секој еден најобичен програм што го инсталирате на вашиот компјутер. Во ред, сега ќе на мојот одлично Кира. На мојот десктоп ќе си креирам еден нов фолдер. Нека се вика Intro to Frontend. И ќе го отворам самиот Visual Studio Code преку search барот од доле, или доколку го имате на самиот десктоп, можете и од овде да го инсталирате. Ова, да бидам искрен, не е мојот приватен лаптоп. Од вчера имав некои мали проблеми со мојот лаптоп, така што за денес го користам овој. И сега горе лево имаме како еден навбар каде што можеме да си отвориме файл или можеме да отвориме фолдер. Јас ќе отворам фолдер и ќе влезам во Intro to Frontend фолдерот кој што ми се наоѓа на десктоп. Отворете го и вие и практично имаме овде еден празен фолдер кој што сега го креиравме самите, нели. Дали им верувам на авторите на файловите во овој фолдер? Да, можете и вие исто да го притиснете. Овде ќе ни треба првиот файл, односно во файлот во кој што ќе го пишуваме и самиот код. Можете од овде да си отворите нов файл или доколку некој од вас не го гледа истиот прозорец, лево горе во самиот ќош, каде што се наоѓате во самиот фолдер, најпрецизно да кажам, имате неколку иконки кои што ви се да креирате нов файл, повторно нов фолдер, да рефреширате и ова е да ги затворите сите отворени фолдери во вашиот фолдер кој што се наоѓате, меѓутоа во овој момент не е празен. Јас од овде ќе креирам еден нов файл кој што ќе ми се вика index.html. Со ова .html му давам до знаење на овој код едитор што јас ги куцам во овој файл. Ова е нешто ново со новата инсталација што се појавува chat, select language и fill. Океј, ова не интересира. Што направивме со ова .html овде? Со самата екстензија .html му кажавме на овој код едитор овде дека ќе куцаме ние HTML код, односно практично и сите фајлови во вашиот компјутер имаат екстензии, само некои можеби се прикажани, можеби не. Не знам, еден најобичен текст файл да треба да запишете, не знам, можеби некој, ајде да кажам, рецепт, кој што ќе го запишете со .txt, односно .text.
и на тој начин вашиот компјутер знае дека таму ќе пишувате вие само текст и ништо друго. Може да земам пример и слика со точка JPG, доколку ја додаваме екстензијата, таму можеме само слика да имаме во тој файл, не можеме да имаме пример HTML код или слично. Така што со оваа екстензија ние точно кажуваме на нашиот браузер што овде ќе куцаме и може во самиот прозорец десно да го запишам и првиот Hello World. Сите промени што ќе ги правиме, ќе мораме да ги зачуваме за да ги гледаме на нашиот браузер, односно ова бело топче овде доколку се појави над самиот файл, тоа значи дека не сме ги зачувале нашите промени и дека треба да ги зачуваме за да ги видиме на самиот браузер. Можете од овде save да направите или со кратенката CTRL-S, која што е доста многу побрзо и многу покористено отколку да влегувате овде во файл па да зачувате. Да ги зачувате последните промени што сте ги направили. Во ред и сега ќе го минимизирам овој прозорец и ќе го отворам самиот фолдер. Во истиот веќе ми се наоѓа фајлот што го креирав преку Visual Studio Code и со два клика на самиот файл, односно ќе го отворам фајлот и истиот ќе ме навигира кон веб. Ајде ќе го отворам со Google Chrome за да бидеме на или ќе го ископирам, ајде извинете. Меѓутоа кај вас веројатно ќе се отвори на истиот прозорец каде што сте, да немам повеќе прозорци, нека ми се наоѓа истото каде што ми е и овој Google Meet. Ред инсталирам. Веројатно сите го гледате истото, односно она што го запишавме ние во нашата конзола, во нашиот Visual Studio Code, истото го гледаме веднаш на нашиот браузер. Односно, нашиот Visual Studio Code ни го запиша текстот, ни го прикажа текстот на самиот браузер. Понатаму, доколку продолжам и доколку сакам да оставам неколку реда овде и Hello World from first class и ќе го зачувам со CTRL-S истото. Сега понатаму не треба од нула да го отварате самиот файл, туку можете и овде со самиот рефреш ќе ви се прикажат новите работи. Запамтете, мора да ги зачувате промените за да може да ги прикажете новите работи. Како што гледате, јас овде оставив неколку празни места, меѓутоа истите не се прикажаа воопшто на самиот браузер, туку имам само едно празно место, или пак истиот код доколку пробам да го оставам во нов ред или неколку нови реда, еве нека бидат 5 слободни реда. Истите промени повторно ништо нема да се случи, туку повторно го имам само ова едно мало просторче помеѓу Hello World и From First Class, односно просторот помеѓу сите зборови. Така што самиот Visual Studio Code и самото програмирање не функционира на начин да се додаваат празни места и нови редови на новој начин како што ги додаваме во Word, во PowerPoint и слично. Туку овде имаме правила по кои што мора да одиме за да можеме да ги прикажеме самите елементи на нашата веб страна онака како што сакаме ние. За да не биде самиот код хаотичен на еден начин и да треба на овој начин да ги пишуваме работите, сега ние овде можеби за 5 збора да ги запишеме во нов ред ќе изгледа ова супер идеално и зошто би се мачеле да додаваме кодови, меѓутоа да ја земеме за пример само Creative Hub што ја отворивме пред тоа, доколку треба на овој начин да ги распоредиме работите, дефинитивно би било многу хаотично.
Така што ова е само пример дека да, ова ќе ни го прочита на самиот браузер, меѓутоа нема понатаму ништо да можеме освен едно празно место помеѓу новите зборови да додајаме, односно ќе ни го чита како најобичен текст файл. Овде сега многу од помош ќе ни бидат екстензиите што ни ги дава самиот Visual Studio Code, бидејќи нема бидејќи немаме премногу време да обрнуваме внимание на детали, сите овие делови се учат многу подетално на самите предавања, а овде на еден начин сега кратко и пешки ги поминеме чисто за да се запознаете со нив. Доколку запишам HTML во мојот Visual Studio Code, ќе можам да отворам еден HTML tag и имам три опции. Практично веднаш како еден дропдаун ми се појавува од Visual Studio Code, HTML5 и HTML XML. Јас ќе го одберам HTML5. Ова ми е начин како веднаш да дојдам до овие 11 реда код, односно како да веднаш самиот Visual Studio Code да ми изгенерира еден костор на една веб страна. Ова е основата буквално на секоја една веб страна и верувајте ми, не постои веб страна без овие 11 реда код, односно без овој так, без HTML, без head и без body. Сега на кратко да поминеме преку сите. Во првиот ред му кажуваме на нашиот браузер дека овде ќе работиме со најновата верзија на HTML, односно HTML5. И истата е последна верзија од 2013 и ништо не е променето после тоа, а пред тоа поведински ќе би ги поминали и другите верзии на самите предавања. Денес во интерес на времето ќе кажеме дека овде само работиме, односно му кажуваме на нашиот браузер дека надоле целиот код што ќе опишуваме ќе ни биде во најновата верзија на HTML. Понатаму HTML ни е практично една мрежа од HTML тагови, која што мора да е многу прецизно запишана за истата да функционира. Еден HTML таг се состои од отварачки и затварачки таг и напоредно имаме и само затварачки, ќе ги видиме тие малку подоцна. Меѓутоа, еден HTML таг не се состои од еве сега овде малце подоле, ќе го отворам само HTML тагот и можеме да го зумираме и да видиме овде од што се состои. Секој таг кој што го запишуваме има свое значење и има извинете само за момент, има свое значење и има свое место во самиот Visual Studio Code што ни означува истиот. Односно, отварачкиот таг секогаш не се состои од знак за помало, името на тагот и знак за поголемо. Понатаму контентот што ќе го запишеме помеѓу отварачкиот и затварачкиот таг ние она што би го прикажале, и од десна страна ние секогаш затворачкиот. Разликата помеѓу отварачки и затварачки таг можете лесно да ја видите, односно оваа коса црта пред името на тагот и пред знакот за помало ни значи дека овде ни завршува тагот. Овде сега со оваа структура што ја гледаме, можеби ви е малку нејасна, меѓутоа помеѓу овие два тага јас се што ќе запишам, сега HTML не ни означува таг за текст, туку напротив ни означува дека каде ни започнува целиот HTML и каде ни завршува, додека напоредно еден параграф би изгледал вака: отварачки таг, П, затварачки таг, П буквата, и сега многу ќе ни биде од помош Visual Studio Code што автоматски ни ги затвора самите HTML тагови, така што многу потешко би направиле грешка, и овде може да запишеме најде Hello World повтор. Ова е еден параграф запишан со Hello World контент во него. Тоа значи дека
се што ќе запишам помеѓу HTML отварачките и затварачките тагови ќе ми се состои во самата веб страна. Односно, овде ми започнува самиот HTML и сега на овој начин можеме да ја видиме структурата. Помеѓу самиот HTML ги имаме сите информации и се што ќе запишеме мора да биде помеѓу отварачкиот и затварачкиот таг. Ајде ќе ги вратам. Односно, понатаму одиме со поделбата на една веб страна, односно head и body делот. Значи, овде имаме верзијата на HTML, понатаму ги имаме отварачкиот и затварачкиот таг на HTML и целиот контент на веб страната, а самата веб страна ни се дели на head и на body. Односно, помеѓу отварачкиот и затварачкиот на head ги имаме сите метатагови, сите ајде ќе ја отворам страната на Creative Hub. Сите фонтови што сакаме да ги додадеме на самиот веб. Еве и овде, доколку ги затворам целиот контент што се наоѓа помеѓу body и head, може да видите дека овде структурата е повторно. Имаме еден HTML таг и понатаму истиот HTML ни се дели на head и на body. Body е се она што визуелно гледаме пред нас. Односно, гледате кога ќе отидам со глувчето врз body тагот, ми се обојува целата страна, додека врз head делот не гледаме ништо. Зошто? Овде имаме како наслов за страна, можеби некои мета тагови кои што ни се битни за Google, опис на самата страна, овде се додаваат и самите стилови, односно самиот CSS. Понатаму сите скрипти, сите JavaScript скрипти што сакаме да ги додадеме и најпрецизно да кажам се она што не е видливо на самиот вебсайт, ние во head делот, додека во body делот ние се што она не е видливо. За почеток во нашиот код веќе имаме нешто што можеме да видиме што менјаваме од овде, односно овие два мета тага би ги прескокнал во моментов и би се осврнал само на title отварачкиот и затварачкиот таг, односно овде доколку го променам насловот на мој, ајде нека биде на англиски, my first frontend class, не заборавајте да зачувате CTRL-S и доколку рефреширам овде, во моментов самиот таб ми е со име index.html. Доколку рефреширам, сега веќе имам нов наслов на мојот таб. Односно, од овој title, можам да го контролирам насловот на самиот таб. Така и сите овие наслови овде се добиени, односно овде го запишуваме самиот title. И надоле помеѓу овој отварачки и затварачки таг можеме да додаваме, не знам, во моментов имаме фиксен фонт кој што ни е секогаш од самиот браузер даден, доколку сакаме просто пример да додадеме Arial фонт или Levato или можеби Montserrat, од овде би го импортирали истиот и би кажале дека оваа веб страна ќе го користи Montserrat фонтот кој што ни е поддржан од Google. Во body делот, како што кажавме, го запишуваме целиот контент. И овде повторно треба да внимаваме, значи во head делот да не пишуваме, да не запишуваме работи кои што ќе ни се состојат од body делот. Така што јас дури за подобра прегледност би го поделил ова на неколку реда разлика, односно мора секогаш да се внимава head делот да не се измеша со body делот и HTML тагот да не е секогаш последен, односно отварачкиот и затварачкиот HTML таг да не се секогаш први и последни. Доколку отиде бодито надвор од отварачкиот и затварачкиот, доколку ви се случи вакво нешто, би имале проблеми со самото рендерирање на кодот и со самото прикажување. Или пообратно, доколку овој head дел ми влезе помеѓу овие два отварачки и затварачки тага, исто така би имал проблем со самото прикажување на вебот.
така што мора да внимаваме секогаш отварачките и затварачките тагови да ни се соодветно поставени во самиот файл за да имаме една добра веб страна. Помеѓу отварачкиот и затварачкиот таг, сега овде повторно ќе оставам малку повише простор, значи ова гледајте го како да сме го немале ајде овде и ќе отварам овде еден body tag. Повторно ќе го затворам, Visual Studio Code веднаш ќе ми го запише и затварачкиот, за да не направам грешка. Бидејќи ако имам само отварачки, доколку го немам ова, доколку се само се состои од еден отварачки, мораме да му кажеме ние на самиот браузер каде сакаме да го затвориме овој body tag. Во ред и овде сега можеме да го запишеме и првиот heading, односно првиот наслов. Нека биде тоа H1 тагот, кој што во себе ќе содржи текст Hello World. Повторно да не заборавиме да зачуваме. Зачувам постојано од овде, бидејќи Ctrl+S не можете да видите визуелно дека зачувам. Доколку рефреширам, сега гледам Hello World ми се прикажа на мојата страна. Оваа локална што имам, меѓутоа доста поразлично пред тоа што ја видов. Како што гледате, самите букви ми се болдирани, текстот ми е доста поголем и има некој простор малку до згоре малце повеќе, заземено самиот Hello World. Ова H1 накратко ни е дојдено од heading 1, односно главен наслов, или од најглавен до најспореден наслов да се изразам, одиме од H1 кон H6. Понатаму H2, доколку направиме споредба, ќе го отворам и ќе го затворам истиот. Доколку зачувам Ctrl+S, доколку рефреширам, споредбено heading 1 заедно споредбено со heading 2, гледам дека ми е доста помал овој и во себе содржи значи помал font size, помал простор можеби горе-доле, меѓутоа повторно ми е болдиран истиот. Самиот браузер препознава дека овој текст ни е запишан помеѓу отварачки, затварачки H2 таг и самиот го препознава истиот таг и ми го прикажува со одреден font size, одредена големина на текст. Ајде да ги запишеме сите. H3, Hello World, H4, Hello World, H5, Hello World и H6. И веднаш визуелно можеме сега да видиме разликата од најголемиот до најмалиот heading, што ни го возможува самиот HTML да го запишеме како таков. Односно, сите се со иста дебелина на текст, меѓутоа разликата во големината на текстот е очигледна. И во однос на тоа како сакаме да го прикажеме самиот наслов, можеме да се играме со самите HTML тагови. HTML таговите се доста лесни за учење од аспект на сите во себе содржат некои англицизми на еден начин, бидејќи не се тешки за учење од аспект на што е body, односно што е телото на овој HTML код. Веднаш ме потсеќа самото body и самото име. Во head делот, односно во главата на делот, каде што додавам title, каде што ми додавам фонтови, додавам стилови и слично, ние како head дел запишат. Heading, односно многу лесно можете да го поистоветувате со наслов од самиот англиски јазик. Heading 1 до heading 6 ми се по важност истите. Параграф, доколку сакам да запишам некој подоле,
Истото би се состоело од петак. Па така, this is paragraph, и доколку зачувам, веднаш можам да ја увидам разликата од параграф до наслов. Ајде да видиме освен параграф, нека не биде table, нека биде нека биде слика да додаеме на нашата веб страна прва. Како би додал слика на оваа веб страна? Би отворил еден image tag и истиот, за разлика од отварачките и затварачките, ние само затварачки, што значи тоа дека немам потреба овде да затварам. Гледате, веднаш ми го препозна како боди да сакам да го затворам овој image tag, туку во самиот image tag внатре истиот содржи атрибути кои што веднаш ги запишуваме до самиот image tag, односно внатре во тагот кажуваме која слика сакаме да ја прикажеме. Односно source до самата слика. Доколку притиснам enter или ајде ќе го запишам рачно, веднаш Visual Studio Code ми го затвори откако притиснав еднакво и во едни наводници овде ќе го запишеме source-от, односно од каде овој HTML код, односно овој tag, од каде да ја влече самата слика. Па, ајде ќе си најдеме некоја some random cool image на Google. И нека биде првата што ќе ни излезе. Откако ќе отворите сликата, со десен клик и со copy image адрес, ја копирате самата слика, односно адресата на истата и ја пастирате помеѓу самите наводници. Во однос на тоа која слика ќе ја земете, ова може да биде поголем и помал текст, меѓутоа внимавајте, веднаш ќе препознаете дали добро сте ја копирале и сте ја пастирале, доколку ви е обоена во оваа кафена боја, и се што треба е да внимавате да е самиот SRC атрибут да ни е отворен, да ни е запишан помеѓу името на тагот и знакот за помало, и внатре само го пастирате линкот од сликата. Доколку рефреширам, ми се појави една доста голема слика, која што треба да ја скролам и нагоре и надоле прилично многу. Ова е природната големина на сликата. Меѓутоа, доколку сакам да ставам некои фиксни вредности, односно сакам да ми биде во рамките на мојот вебсайт, се што треба е да запишам вредности за висина и ширина на оваа слика, односно во кои димензии сакам истата да ми се прикаже, па така заедно до самиот source од кој што го влечеме, од каде што влечеме сликата, можеме да додадеме и width, кој што ни доаѓа односно кој што ни означува ширина, и истото нека биде 300 пиксели, и height висина исто 300 пиксели. Значи внимавајте атрибутите како ги запишувате, битно е името да ви биде точно, ви помага самиот Visual Studio Code од кога ќе запишете VITH или дури на пола збор, веднаш ќе ви даде сугестија и одберете со Enter одберете сугестијата за точно и прецизно да направите некоја печатна грешка за истото да се прикаже. Ќе го зачувам ова и ќе
и ќе рефреширам сега овде. Од истата огромна слика што ја прикажавме, веќе гледаме овде дека истите димензии што ги дадовме во нашиот код, односно ширина и големина, 300 пиксели со 300 пиксели, истото ни се промени на нашиот вебсайт. Како што се heading, параграф, body head, имаме една голема палета на HTML тагови кои што кажуваме прецизно што сакаме и како сакаме да прикажеме. Видео тагот се состои од буквално доколку сакаме да прикажеме видео, имаме видео таг и буквално на истиот начин. Со source ќе пратиме дали линк, дали локално ќе си го симнеме самото видео па ќе го прикажеме самото видео. Понатаму ајде да ги отвориме сите HTML тагови, all HTML tags, и би имале една листа од HTML тагови која што во секој момент ви е достапна да ја отворите на интернет, меѓутоа ми се чини дека некои 120-130, не ме фаќате за збор, HTML тагови постојат, меѓутоа секојдневно се користат не повеќе од 230. Така што 230 HTML тагови, како ќе куцате, така веднаш за многу брзо, за некои 2-3 недели дефинитивно ќе ви бидат во памтење и нема бидејќи и самите имиња на HTML таговите, доколку сакаме копче да додаеме ќе биде button, доколку сакаме листа да додаеме ќе биде лист, доколку сакаме header би бил header и така натаму, така што немаме некој на еден начин да кажам како можеби некој од вас, па и јас пред да почнам да учам програмирање ги замислував како некој постојано, не знам, неповрзани бројки или неповрзани букви, туку баш напротив, HTML и баш и самиот CSS се состои од секојдневни зборови кои што доколку сакаме да промениме боја, доколку сакаме да промениме фонт, буквално ни се состојат од истите секојдневни зборови. Па така самите HTML тагови заедно со самиот CSS што ќе го опишуваме ни прават да е ова многу лесно и на еден начин, доколку само со куцање многу лесно ќе ни влезе во меморијата и многу лесно ќе можеме да ги практикуваме истите HTML и CSS тагови. Мислам дека имате самата поента за HTML во овие неколку тагови и би променил и боја на еден хединг заедно со можеби големина на текст и тука негде би завршиле. Доколку би сакал стил да променам на овој прв Hello World, овде каде што ги додадовме самите висина и ширина на овој имидж таг, можеме да си отвориме и еден style tag, за да не сгрешите во спелување, можете style и enter да се запишете и сега овде веќе ми изгледа еден голем дропдаун со сите можни CSS опции што можам да ги додам. Односно се што можам да променам за овој heading овде. Па така ајде ќе го одберам color или можете и веднаш да го запишете, да не го бирате color. За да променам боја ми треба името на CSS атрибутот, односно color, две точки и од десна страна ни е вредноста. Доколку е променам во да запишам ред и го зачувам истото, така што доколку сакам да ја променам бојата, од лева страна го запишувам атрибутот, односно што сакам да сменам кај овој хединг овде,
и од десна страна наместо најблиско ви е еднакво, наместо еднакво, самата синтакса ни е две точки, од десната страна ни се наоѓа вредноста што сакаме да ја додаеме на истиот. Доколку рефреширам, веќе го гледам овој Hello World како ми е во црвена боја. Ова е едниот начин на кој што се запишува CSS, а вториот начин е, внимавајте, помеѓу овој head дел овде, ќе оставам неколку линии празни за да биде попрегледно. И овде можеме да си отвориме еден style tag. И помеѓу style tagот можам да пристапам до сите овие елементи овде што ги додадовме и да променам било што на нив. Дали тоа ќе биде висина, ширина на сликата, дали ќе биде големина на текст на овој параграф или на овој heading 6 овде. Значи многу е битно помеѓу овие два отварачки затварачки стил тагови да го запишеме CSS кодот. Овој ни е прв CSS код, а овде буквално истото можеме да постигнеме, само доста попрегледно. Можеби во овој момент ви изгледа ова попрегледно, меѓутоа доколку имаме јадници редак код, верувајте многу е подобро да пристапуваме до самите HTML елементи од овде, отколку директно на истите да додаваме промени. Наредно, во самиот CSS треба да го земеме самиот HTML tag, односно го запишуваме името на HTML tagот, нека биде H5, или ајде параграфот ќе го земеме, и синтаксата ни е ги отвараме овие средни загради. Јас само што ќе запишам отварачката, веднаш Visual Studio Code и затварачката ми ја запишува. Истите се наоѓаат над Enter, помеѓу P и коса црта и права црта е кај мене копчето, можеби некој има различна тастатура, меѓутоа во 90% од случаевите ви се наоѓа под плюс и минус самите загради што се, и значи не овие обичните што се големи, туку овие средни ни требаат Shift и копчето што ни е до P буквата. И помеѓу овие загради сега веќе можам да пишувам CSS код, односно истиот код што сум го запишал овде. За попрегледно овие загради ќе си ги отворам и ќе запишам дека овој параграф во мојот проект сакам да има font size, две точки, и овде ќе запишам вредноста на самиот font size. Односно, нека биде некој, ајде, 32 пиксели. Доколку рефреширам, веќе можам да ја увидам разликата од првичниот параграф што го имав споредбено со овој што содржи во себе 32 пиксели. Повеќето CSS вредности, повторно ќе повторам, ајде овде нема да ми ги излиста сите, меѓутоа доколку се вратам овде во стайл, веднаш само што влегов, нели ми излезе цел дропдаун, width ни е ширина, веќе го видовме тоа, висина ни е height, ајде margin и padding се можеби малце нешто што повише се обрнува внимание, меѓутоа color, font size, позадина доколку сакаме да додаеме кој фонт, која фонт family, што имаме нешто што веднаш би било јасно, и како да ги подредиме самите елементи со align. Имаме text align, односно дали да не биде, веќе верувам сите од вас имаат искуство со text align од самиот Word, нели, дали сакаме од лева, од десна или централно да не биде подреден самиот текст, и така натаму, и сите овие CSS атрибути се ги минеме детално и ви се, да кажем, по еден месец на самата академија, едно секојдневие кое што веќе го имате многу лесно совладано и веќе ги
ги баратате сите овие HTML и CSS атрибути. Тука негде би го завршил денешното предавање, бидејќи пак минеме една основа каде што чисто да се запознаете воопшто на кој начин ќе функционираат самите предавања, како се пишува еден код и што се состои од што се состои еден почетен фронтенд код. И секако веднаш би ве прашал дали сите успеавте и дали има некој од вас што не успеава да го направи и дали има прашање. Драгица Петрова прашала пред 23 не, во 7:23. Овде негде го превршуваме, не би да го влекувал и за самиот фокус. Мислам дека повише од саат и 40 минути и фокусот е далеку помал. Направивме и многу кратка пауза, на самите предавања имаме подолги, така што би дала еве некоја минута за прашања, било какви, можеби и да не се поврзани со еве последниве 15 минути со кодот, туку и од пред тоа, слободно дечки прашате доколку има нешто. Исто така сакам да додадам дека доколку имате било какви прашања во врска со академијата, може да ги поставите и јас ќе ви ги одговорам. Океј, дечки, фала ви на сите фала ви за присуството, фала ви за одвоеното време. Од овде можеш, Марија, веројатно ти така, не е овдале? Да, јас сум тука, значи оно што би сакала за крај да ви го кажам е тоа дека сите што останате нели до крај на овој бесплатен курс ќе се добиете на научен сертификат за присуство и исто така доколку до крајот на оваа недела, доколку нели се одлучите да се запишете на Академија за фронтенд, сакам да знаете дека ќе имате попуст во износ од 1000 евро, бидејќи моментално курс на Академијата ни е 800 евро, за вас нели како присутни сакаме да ви замрзнеме попустот од 1000 евра. За било какви информации може да ме барате на бројче со кој сте на нашиот вебсайт или да ни пишете на мејл. Доколку нема други прашања, јас би ви се заблагодарила на сите за присуството и се надам дека се гледаме во следна прилика. Благодарам. Фала. Pozdrav, хубава вечер на вас.